Катастрофални приносите кај јачменот во Штипско. Жетварите од декар не можат да наполнат ниту половина вреќа. Лошо, принос дали ќе има и до 25 килограми од декар, се жалат земјоделците, очекувајќи дека сушата ќе го десеткува родот, но не до толку. Велат дека ги жнеат нивите од мака, да не ги гледаат без род. За сега е лошо. Дали ќе има по 20 кг од декар или 200 кг од хектар, како да кажеме. Нема, многу е слабо. Него да не гледаме на нивото, да се собере таму. Па нема баш дождови кој требаше да врли. Да ѓубре фрламе, прескаме за овес, за други трави и нема доши ништо. Нема принос нема, тоа ти нема 20 кг до 50 кг по декар ондува. Ке нема јачмен, ниту пченицата ќе даде род. Разочарани се земјоделците во Штипско, чии амбари годинава ќе останат празни, но благодарни се на субвенциите од државата што ги добиваат да ги покријат трошоците на производство. Па лани беше подобро, са оваа година епте ништо. Лани колку беше под 10 динара 12 одеше, а сега сигурно ќе биде поскап. Шум го нема, од 5-16 динара доле нема да биде. Да не петерам комбај од 400 динара ти да го наплате, например, кој било однеро, и 50 кг или 40 извадило од декар, значи не може само за комбајот да ги покрие трошковите. Мислам, а камоли ѓубре, праскање иорање и тренирање, сејање, мислам тие работи не доваѓа во обзир да покрие трошкови. Земјоделците немаат пари да инвестираат во системи за наводнување. Не може да се приклучат ниту на системите кои се во близина на нивните ниви, зашто, како што велат земјоделците во Карбинско, тоа би ги чинело околу 5 до 6.000 евра. Но без вода нема да биде ниту пченката, култура кон која планираат да се ориентираат овие земјоделци, зашто производството на жито станувало се потешко поради слабите приноси, просото на нивите од неквалитетниот семенски материјал и големите давачки за скапите ѓубрива и препарати.